Во истиот тој момент бевме нападнати од минофрлачки оген и снајперски оген и еден колега и друг колега двајца беа ранети и така натаму. Еве тие ваши колешки што беа албанки може да ги прашате дека не е имало ниту бугари, ниту срби. И тоа, тука завршувам. Само едно прашање, чим сте вие били во Гушинце, сигурно знаете и имаше и на телевизија, низ цела Македонија, низ сите медиуми го дадоа човекот што му беше напишано со изгорење и гребање со нож, буква М. И беа малтретирани со еликоптер носени од Гушинце. Сигурно тогаш сте вие били, пошто баш во тоа време беше тоа. Не, Гошинце немаше борби, Гошинце. Имаше на цивилно население, не во Не, Гошинце никош не е имало борби, Гошинце, оно куманско село Гошинце. Еве сега како. И едно да ви објаснам само тоа дека цело време прашајте го новинарот, тој кој бил таму, утрешни, значи дневнико, изведете го дневник, не знам кој дневник, значи ја видов дневник што излава, нели за 8 март се куца вечерта. И пишуваше прекрасен ден, поминавме во Гошинце, сончево беше, значи вестникот што излава на 9, така пишуваше за 8. Гошинце немаше, беше само елемент. Сака да кажете нешто? Да, сакам да му нешто да со него. Ова што го цело време зборите, слушам и во другите генерали од АРМ и од полицијата, секогаш се зборува дека агресија од Косово нон-стоп. Немало косовари, јас сум бил, со моите единици што сум ги тренирал во Косово. И нон-стоп сум влегол и излегол, можда на вас се изгледало косовари. Имало, не може да кажам дека немало. Имало доброволци, но не во тој број и како што се зборува дека Косово изврши инвазија врз Македонија. Тоа е чиста лаж и само е дезинформација некоја колку да се поцрнува. Добро вечер за нашиот гледач, ако има гледач. Добро вечер. Поелете. Се јавам од Вешани. Од каде? Од Вешани. Поелете. Вака, сакам да се вклучам, иако се изначекавме до 20 минути. Емисијата ви е малку како задоснета. Бидејќи се отвараат некои стари рани кои треба да се отворат многу порано, кога директните учесници од македонска страна беа замешани, како што кажаат, дел од безбедносните сили од припадниците што се присутни тука, бидејќи сега тие го гледаат и најверојатно ќе го сменат каналот, бидејќи се страмни да погледнат во тие храбри момчиња што се тука тројца, што ги гледам и во позадина другите, бидејќи тука како што гледам се врши една презентација на учека и она, кој каде бил, што бил и кој кого вежбал. Мислам, доста чепнавме стари рани и доста чепкаме. Тука, жалосно е што и тие луѓе учествувале во такви гнасни работи, како што и кажуваат, бидејќи сега се дава легитимитет било на која страна да застане човек, реалноста е поинаква. Добро кажа еден од припадниците, ние не дојдовме, го цитирам буквално, не дојдовме да браниме некоја туѓа територија. Тука се бранеше својата држава. Не знам што сака да се каже, дали со тоа се легитимира она во една воена структура која легитимно ја бранеше својата држава, во наводници. Кого бранеа тие? Толку, ве поздравувам. Добро, благодарам. Прашањето е кого бране? Кого и зашто бранеш? Ајде да ја завртиме тезата наспроти кој кого напаѓаш. Кој, зошто и кого бранеш? И потоа сакам од Стојановски да... Го поздравам гледачот и можда он другаче мислил, јас мислев дека стварно е задоцната ова емисија, ова дебата требаше уште порано да се отвара и да се излечат овие рани еднаш, а не да се остават на политичарите, они да ги решат. А што се однесува до тоа дека ние сме дошли овде да ја промовираме учека, тоа не е во ред, бидејќи не сме дошли тука да промовираме. Не сме дошли тука да дебатираме нешто и да искочиме дека кој знае што било како било. Ние сме дошли овдека да стварно го подсеќаме народот на она што беше, за да не биде во иднина. И стварно требаше, кога сме ние штители? Ние сме го штители својата фамилија. Јас сум го штител Слупчане. Општинска Липково. Целото население на општина Липково. Ако прашате зашто е дошло до војна, и вика, како да ние не сме били од Македонија, како да сме били од не знам чија земја таму, па сме дошли овдека да ја уништиме Македонија. И ние сме били од Македонија, него ние дојдовме до војна затоа што бевме скроз дискриминирани во секој домен, во секоја сфера. Ако вие не земевте оружје, дали ние ќе дојдевме таму да ве напаѓаме? Па зошто не дојдеве пред да земе ние оружје да видите во каква ситуација живееме? Сега живеете во подобра? Не во подобра. Јас ќе ви кажам дека сум убеден,
Ако тогаш не започнеше војниот конфликт, дека проблемот со албанците ќе беше решен на мирен начин, ќе беше само можеби за малку подолго време, бидејќи таа фобија од албанскиот народ веќе беше надмината од таа двојазничност и така натака. Се тоа што вие го добивте со војниот конфликт, јас сум убеден дека ќе добивте и на друг начин. Само се направи непотребно разурнување, непотребна штета, непотребни жртви. Зошто тогаш не седнавте, уште кога почна Танушевци, зошто тогаш не седнавте да разговарате? Ве моливме, нон-стоп баравме да седнеме на маса. Јас како припадник на специјална единица не преговарам со терористи. Човек кој што зел оружје во раце и тргнал да остварува своји права, тој врши 10 кривични дела според тогашниот кривичен закон на Република Македонија. Тероризам, диверзија, саботажа, отцепување на дел од територија и така натака. Значи, оние кои што зема оружје и со оружје сакаат да остварат своји права, тоа за нас беа терористи. Со терористи никаде во светот не се преговара. Доколку вие значи се уште тој речник терористи, нели? Доколку вие ги дававте своите барања преку вашите политички представници, мислам дека немаше да дојде до никаква војна. Добро. И пак ќе ги оствареше. Данаски, како гледате на ова вербална конфликтност која се уште трае? Прво на што можев, нели јас сум малце во позадина и вршам аналитички погледи кон исказите на двете страни, сватив дека и двете страни не знаеле зошто се борат. Ините добро, се бореле по наредба. Како јас знаев зошто се борам, ова е навреда за мене. Не, јас се борам за територијалниот интегритет на Република Македонија. Воред. Без разлика каков аналитичар си ако така зборуваш. Како имаме сега на друга состојба. Сега не сакам вакви договор што е друга состојба понос на брањето. Тоа е факт. Република Македонија. Тоа е факт. Воред. Меѓутоа, имаме една страна и друга страна кои се идеолошки заведени, практично. Суштината на тоа прашање можеше да се решава на многу поинаков начин. Значи, ако некои социјални права на албанскиот, тогаш албанското малцинство, денес албанската заедница во Република Македонија, биле проблем за решавање на институциите, имало начин да се решават. Зошто? Бидејќи тогаш, тоа што го рече и генералот, нивни партиципиенти, значи представници, имаше и во законодавната институција, каде што тие прашања може да се отварат, да се разговарат и да се решават. Но, целата ситуација настана со Танушевци. Значи, имавме не се враќаме на тоа. Поентата ми е на гледачот. Да. Гледачот ни го постои клучното прашање. Дали отвараме стари рани со оваа дебата или дали воопшто сме отвориле дебата, дали е тоа после 2 години, после 5 години или после 6 години? Дефинитивно оваа тема е рана за македонскиот народ. Меѓутоа, оваа тема мора да се седне и да се дискутира. Бидејќи, ако ја држиме во сенка оваа тема, ние никогаш нема да имаме држава. Значи, оваа тема мора да се реши, мора да се сватат постулатите дека Македонија е мултиетничка држава со соживот на македонската, албанската, ромската, влашката и останатите заедници во Република Македонија, дека тие заедници мора да седнат и да разговараат на маса и сите проблеми да ги решават на еден таков начин. Да, да дам збор за публика, има тука. Добро вечер за нашиот гледаш. Ало, добро вечер. Повелете. За господинот Зумбери. Да. Имам две прашања. Самиот кажува дека биле таму дисциплинирана војска по стандардите НАТО. НАТО ли ве обучуваше? Дали НАТО ве обучува? Доволен, одговорот е да. Другото прашање? Другото прашање. Пошто некој му пишувал буква М, може да го пишувал некој Мурсель. И еднаквите им пишува букви таму Тетовско. Дели? Муџахедините. Кои бугари, кои срби? Јас сум србин, сум војувал за оваа држава. Ама ја почитувам. Добро. И поздрав до бранителите. Благодарам. Вие, вие. Поедете. Поранешен припадник на безбедносни сили, до господинот Зимбери, од кого бранеа, што бранеа и зошто бранеа? Тоа е моето прашање. До господинот, идеолошка војна, зошто идеолошка војна? Кога ни беа нападнати самите институции, односно институционалниот систем. Фала. Добро. Одговорот е вака. Не знам колку пати треба да ви кажам дека ја не отидов во некоја македонска куќа да пуцам. Јас го штитив моето село, мојата куќа. Кој ве натера вас од Паланка да дојдете да гранатирате во мојот двор? Мојата куќа и мојот двор е лично, имам тапија за тоа дека е моја. И сакав
во таа држава кај што бев во Македонија да ги уживам правата како сите луѓе што ги уживаат. Јас не ги живеав тие права што ги живеат. Дали во една институција не се почитуваат сите институционални средства? Кога не се почитуваат правата, тогаш падаат институциите. Добро. Становски? Да, значи сакам да кажам, значи идеолошка војна, не реков јас идеолошка војна, него кажав идеолошко заведување од едната страна, она што господинот го кажа, еден многу убав пример сокласната определба го даде по тој основ, меѓутоа по однос на бранењето.